почитувани граѓани, за 15 дена сите оние кои досега земале некаков хонорар од 9600 денари на месечно ниво и едва и крпеле крај со крај, ќе земат само 6200 денари. Данокот ќе се зголеми на 34% од досегашните 10%. А хонорарно ангажираните лица нема да користат придобивки од Законот за работни односи, како боледување, одмор и К15. Во многу случаи, работодавачите ќе настојуваат да ги спуштат договорите за дело под минималната плата за да ги избегнат дополнителните плаќања за здравствено и пензиско осигурување. На овој начин, голем број на граѓаните не само што ќе останат без пензиско и здравствено осигурување, туку ќе добијат и пониски примања. Затоа Ставревски не може да ги оправда овие законски измени, се додека не најде начин да ги обврзе или стимулира работодавачите да издвојат дополнителни средства за осигурување на ангажираните лица, или да ги трансформираат работните авторски договори во договори за редовен работен однос. Дополнително, со овие решенија што ги нуди власта, се обврзува некој кој веќе има стекнато право преку плаќање за придонеси на плата, како например здравствено осигурување, повторно да плаќа за истото право, без при тоа да добие никаква услуга плюс. Со оглед на состојбата во јавното здравство, граѓаните од Македонија многу пати ќе треба да платат за таа здравствена услуга во приватните болници. Криминално е решението според кое сите придонеси за пензиско осигурување од договорите на дело и авторските договори ќе се уплаќаат само во првиот пензиски столб, а не во двата столба како тоа што го прават сите вработени од 2003 година. И ја прашуваме власта, дали навистина мисли да ги ослободи функционерите од плаќање на придонеси на договори на дела и авторски договори. Ако е тоа така, тогаш власта треба да ја објасни дискриминацијата. Например, зошто некој што ќе отиде неколку пати на состанок на управен одбор на некое предпријатие, како например Македонски пошти, каде членуваат дипломати и универзитетски професори, нема да треба да платат придонеси за хонорарите што ги добиваат, додека тој кој што работи цел месец за 12-13 илјади денари, ќе треба да плати придонеси за својот авторски договор. Единствена цел на оваа власт за законските измени е да собере повеќе пари од граѓаните за да ја дополни огромната дупка во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, што денес изнесува 22 милиарди денари. Или колку платите, придонесите и надоместотите на целата државна и јавна администрација за една година. А сите ние прашуваме зошто буџетите на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и Фондот за здравствено осигурување се празни. Каде отидоа нашите пари? Кој одлучи да ги троши нашите пари за своји приоритети без да ги праша граѓаните? Полека, но сигурно доаѓа времето на плаќање на сметките од погрешните политики на ВМРО ДПМН. За нас решението е во прогресивните даноци. Оној кој што има повеќе доход да врати повеќе во буџетот на Република Македонија, а оние со најнизок доход да бидат ослободени од плаќање придонеси. Бараме власта веднаш да ги тргне рацете од и онака празните џепови на народот. Веднаш.